мое кусо сведоштво. Влегувам во автобус во Скопје, се движев во многу правци и крши мене седи една бабичка која, не знам, на возраст од над 70 кусуро години сигурно, завиткана во шарпа, со наочарчиња, меѓутоа во духот сетив дека е различна, не знам како да го кажам, и во прекрстување на нозете седевме лице во лице на такви седишта, малку не сакајќи ме поткачи со ногата, стар човек, и ми се извини, реков нема потреба да ми се извинувате, ништо не направивте, велам, и да сме живи и здрави, викам, со Исус во срцето, таманија, и ми се наведна и ми вели, читате Библија? И велам да, и ме фати со двете раце, ми ги држеше рацете, двете раце ми ги покри со незините дланки старечки, и ме вели, чедо, Библијата е најубавиот учебник на животот. И велам, се согласувам. И ми вели, Исус е жив. И со радост, да видите под наочарите солзи почна да изра, со таква жар го искористи на една станица бевме, од центар до Зелено пазарче, таја успеа да го издигни името на Исус како светилка, многу силно светеше, а јас ја слушнав. И само се согласив и реков да сте благословена, денеска ми сте најубавото лице што го сретнав во кругов околу мене. Ме благослови, пријатно со здравје. За мене во срцето многу убава благородна средба. Слава ти, Господи Исусе Христе. Преубаво. Значи, навистина еден миг од нашите животи кој да го доживеав како проблесок. Две срца се сретнаја Исусови, како да ме погали во срцето, искрено ви кажувам. Значи, толку беше кратко, секунди може би беа на средба во прашање, ама толку цел ден мислам дека лицето вака и го помнам.